Здраво, Игор. Како си, добар? Здраво, одличен. Вака, ти си втор пат очигледно. Не дека не беше сериозна темата минатиот пат, ама овој пат имаме некако стварно посериозна тема. Зашто станува збор, зашто ќе збориме? Што е тоа сериозно што сакаме да го чујат што повеќе луѓе? Па сакаме да зборуваме за свесно за лавинска безбедност. На почеток на сезона сме, веќе почнуваат планиниве да забелуваат. И сметам дека е одлично време да се потсетиме на некои основи. Јас го гледам и го чувствувам таа потреба да разговараме на тема лавинска безбедност, најмалку од три различни средини. Прво, потекнувам од заедница која што практикува во организирана форма планински спорт веќе добри 28 години. Од 95 година сум член на некој клуб, 95 клуб, алпински клуб и така натаму, така да сум имал на тој начин контакт со случувањата во таа заедница која што гори доди и кога се убави летни услови и кога се убави зимски услови, нели? И тоа на сериозно високо ниво се инволвиран и во алпинизам и во сериозни потфати, не дека си шеткаш онака. Да речеме. Сум бил така, вклучен. Ја гледам, ја чувствувам заедницата сега и на поинаков начин преку аутдор, нели? Бидејќи ги гледам на секојдневно ниво амбициите поврзани со едукација и опрема на таа заедница, преку индустрија аспект, нели, што бараат, што знаат, дали знаат и така натаму. Баш кај на тој начин плюс допринесуваме да ги подгоруваме или помагаме нивните веќе разгорени желби за практикување на спортот. И чувствувам како човек одговорност, знаеш, кога ќе му даеш некој дерези и цепени, јас секогаш го потпрашувам што како, сакам да знам дали човеков знае, не знае, што сака да прави и така натаму. И плюс одехо. Ние преку фестивалот правиме една фестивалска атмосфера, весела, се смееме, се дружиме, разменуваме идеи преку филмовите. Исто така возможуваме да се разгорува таа желба. Да чекаат луѓето да одат на планина, бидејќи таму тој некој скијал на Аљаска, фантастични линии, сега ја тука на Шапка ќе го правам тоа. И од тука чувствуваме одговорност, да споделиме други малку поинакви приказни, едукативни, преку кои што ќе разберат дека не е баш така едноставно, дека треба да се превземат некои мерки на безбедност и слично. И од тие три света, да кажем, секогаш во себе сум чувствувал потреба да зборуваме почесто на темата, да се разбудуваме на почетокот на сезоната. И сметам дека тоа треба да биде како дел од списокот за опрема кој што се го планираме секогаш пред да заминеме на планина. Така, ајде да речеме петок е, пред доаѓа викенд, и сега ние планираме да одиме на планина. Така, и сега, не знам, си правиме списочи и си штиклираме таму. Дерези, резервни ракавици, не знам, термос со чај. Најдолу на списокот или некаде, ајде да речеме најдолу на списокот, треба да има едно квадраче што треба да го штиклираме. Дали јас знам што правам? Знаеш. Не е само да имаш ти опремата, дали ти знаеш што треба правиш со тоа опрема? Тоа е сложено прашање. И ако знам што правам, да речеме дека ќе си кажам знам што правам, дали се потсетив и дали се исплашив дека оваа сцена е малку поинаква за играње од она што сум навикнат можеби во претходните суви периоди од година. Да. Збориш конкретно за сега е зима, други се условите, снегови, ледови. Да. Дали знам што правам, ама по-конкретно, дали знам што правам во врска со опасноста од лавините. Да, точно. А да се вратаме чекор назад, стварно си у многу уникатна позиција да во исто време си во сферата на мотивирање и со елан инспирирање луѓе да се инволвираат се повеќе во овој спорт, што значи од една страна ги буткаш, одете, доживувајте ги овие искуства, вредат, ама од друга страна знаеш дека и ги праќаш во потенцијално живот или смрт ситуации, доколку не се сериозни и спремни.
И ти си некако баш на таа конфликтна точка. Можам да те сватам. Да, имам зошто ја осеќаш ова силна како човек, потреба. можеби некој нема да се оптоварува со ова, така. Може ќе биде среќен само да си организира журката и ќе иде ми се весело, се нели убаво. Меѓутоа јас како човек чувствувам одговорност дека кога сум ја согледал оваа ситуација која што сега ти ја кажа и ти ја убаво ја дефинираше, чувствувам притисок дека ќе направам се што можам и да нели малку се искараме. Кога ќе помагаш да помагаш да се искараме малце, можеби да се подсетиме, да се исплашиме, бидејќи треба да се Кажи ми, имаш некои лични искуства што дополнително те мотивираат да го некако искажеш ова, да го извадиш на површина? Па имам лични искуства, значи кога влегував буквално во алпинистичката заедница, јас претходно неколку години прво секако сам и си планинарев. Потоа да речеме влегувам во организирана планинарска заедница преку клуб, и потоа влегувам во алпинистичка заедница. Минатиот пат нели зборувавме како сум си одел чекор по чекор во тие работи. Кога влегував во алпинистичката заедница изгуби четворица своји колеги на Солунска глава. Значи таа зима во лавина загина четворица наши колеги. Која година беше тоа и дали 98 треба зимата. Бабина дупка инцидентот? Да. Значи го знам тој инцидент. Тоа е нешто што, знаеш, тешко ми е сега да зборувам, на никого не му е потешко од нивните семејства, нели најблиски. Меѓутоа јас тие луѓе, само еден од нив знаев многу подобро, бидејќи имав можност со него да се дружам на матка и слично. Ти лично се знаеше со еден од тие. Дека мене тоа ми беше само како, знаеш, вест. Па да, во тие првични месеци кога качував, со еден од нив имав можност да се дружам на матка, чистевме некои насоки. Но сакам да кажам, тоа беше и покрај тоа што немав некаква блискост со нив, сепак е силен удар или емотивно како човек кога ќе си отидат од тоа што го слушаш четворица, нели добри столбови во спортот, да кажеме. Значи, тие беа искусни планинари? Да, искусни. Што е уште позастрашувачки, дека овие ствари на секој може да му се случат. Дефинитивно. И потоа и на мене ми се случувале не конкретно лавинска ситуација, меѓутоа блиска до можна лавинска ситуација. И затоа и сакам да зборуваме всушност за човечкиот аспект, за замките кои што ни ги прави нашиот ум. Не е имун, значи ние можеме да научиме како се работи со алатките, меѓутоа има други работи, посебно нашиот ум што знае да не ги сервира и Пај да навлеземе, имаш конкретно нешто вака технички одма да посочиме? Можеме, ајде прво да речам да дефинираме што е лавина. Согласиме со една многу кратка дефиниција, така дека тоа е движење на одредена маса на снег врз одреден терен. Така. Кратко кажано, така. И сите сме виделе видео колку страшно тоа изгледа. Во таа слика има да кажеме 4 состојки. Едната состојка е квалитетот на снегот. Треба снегот да биде некаков за да тој почне да се движи. Потоа имаме терен врз кој што тој снег е поволен да се движи. Имаме соодветни временски услови за да тие работи нели се случат и треба да има некој предизвикувач на тоа движење да почне да се случува, знаеш. И сега ние зборуваме мора да има тригер. Дефинитивно мора да има тригер, да. Туку така тој само може да биде сега може и да е природен тригерот, може да биде и природен, дефинитивно. Човечки фактор. Тоа сакав да кажам, значи сега ние зборуваме овдека за лавинска безбедност во рекреативни спортски услови, така. И тука тригер е најчесто сега кога зборуваме за лавини во кои што имало жртви човекот. Односно, се има статистика дека повеќе од 90% од жртвите, од случаите во кои што имало жртви во лавина, или самата жртва го предизвикала тоа движење, или човек во непосредна близина од групата во која што таа жртва била, со која што се го планирала движењето. И сега таа е сериозна бројка која што всушност, ако размислиш, влева голем оптимизам, бидејќи кажува дека имаме голем простор за превенција. Ако ние самите сме тие кои што јасно цело време прават нешто погрешно,
тогаш дај да видиме. Не препогрешно. 90% е тоа. Значи не е дека сега ние сме се собрале во планина и одиме и не знаеме што ќе се случи. Така, 90% од овие случаи. Што најчесто прават за да ја предизвикаат? Па ајде само уште една работа сакам да додам во однос на бројкиве. Кога сме веќе кај статистиките, имаме некои бројки кои што ми се многу важни бидејќи се поврзани со луѓево во однос на тие 90%. Значи, самата група која што заминува, голема шанса има нешто да предизвика. Меѓутоа има нешто друго што е многу важно во однос на таа група, знаеш. 1/4 од овие жртви во лавини загинуваат од травма. Во однос на физичка повреда, прекршување, удар, физичка травма. Бидејќи лавината во кратко време достигнува многу голема брзина. Тоа е маса на снег која што не можеш да контролираш. Штом ќе го изгубиш тлото под себе, веќе е толку. Таа те носи тони се тоа. Точно, те носи во некој правец и те носи во, не знам, во дрва, во камења, преку провалија, можеби слично. 1/4 од жртвите се точно тоа што загинале во таква ситуација, на тој начин. Едноставно те мава од биле удрени во нешто, биле прекршени од таа маса на снег и така натаму. 3/4 од жртвите се од задушување. И сега има една друга бројка што е многу важна. Што е полошо, човече. Што е многу важна, според мене, се некои бројки во однос на времето кое што го имаме на располагање од кога ќе бидеме. Значи, ако некој преживее тоа, да речеме, не бил удрен никаде, меѓутоа е поклопен маса на снег, се бројките кажуваат дека 15 на минути до 20, да кажеме, човек има многу голема шанса да преживее. И тоа до 90%. Меѓутоа, помина тие 20 до 30-35 минути, веќе шансите за преживување стануваат многу мали, до 30 после 35, да кажеме. Тоа што значи? Да се вратиме назад. Прво, покренувањето на лавината зависи од мене и од тој блиску до мене. Меѓутоа, ако, знаеме се, меѓутоа ни се случило нешто и сме под лавина, токму од мене и од тој блискиот до мене многу зависи од тоа дали јас и ќе го преживам тоа задушување. И опремата е многу важна. Бидејќи размисли, 15 минути од кога си ти покриен. 15 минути до 20 минути голема шанса за преживување ти овозможува само соодветна опрема да имаш. И тоа е нешто што мене многу ме загрижува, бидејќи во која смисла? Па ме загрижува бидејќи тоа на што се навраќам назад. Јас гледам луѓе кои што размислуваат да одат на планина во зимски услови, а немаат дерези и цепени, што се базична опрема, знаеш. И тоа го гледаме скоро секоја зима на организирани патувања, на организирани искачувања на некој врв традиционални, не знам, да не споменувам планини, или пак и самостојно, им се случило, не знам, дерезите им биле во ранец, или немале пари за цепен да си купат и така натаму и така натаму. Како ако го има тоа му помага во затрупување? Не, зборувам за сега зборувам колку е важна опремата. И сакам луѓето да се разбудат пред се, да бидат свесни дека не носат базична опрема, а колку може да им помогне всушност тоа да имаат основна опрема, барем и лавинска, за лавинска безбедност. А може да им помогне многу бидејќи 3 работи се важни во случајов. За тие 15-20 минути да се случат и да се опипливи. А тоа е секако поседување на трекер, традицион, мислам, како што го нарекуваме. Тоа е уред кој што емитува и радиобранови, обично вграден во јакните, знам јас. Има такви уреди, меѓутоа има уреди кои што се уреди како телефони, да кажеме. Баш како токи-воки нешто така. Да кажеме, за жал не донесов сега со мене, меѓутоа тоа е уредче кое што е помало од денешен телефон како димензија, да кажем. Добро. Работи на конкретна фреквенција. Што претходно си се подесуваат. Тие се подесени веќе. Тие се веќе подесени. Работат на одредена конкретна фреквенција и се компатибилни независно на кој бренд во светов си го купил. И тој се става под првиот слој најгорен што ти е, за да нема шанси лавината да го откорне од тебе, да кажеме, нели? И буквално за пар минути, 5 минути ти можеш со тој уред да го лоцираш твојот пријател или да бидеш ти лоциран. Значи малку лаичко техничко прашање, тоа не е медиум за комуникација, не. Тоа е само сензор и локатор. Да.
кој што праќа сигнал и ја можам онака да го детектирам. Ти буквално тоа е толку напредно машинче малецко. Не чини колку ефтин телефон, да кажеме, у денешно време, помал е од било кој друг денешно време телефон, да кажеме, значи не одзема време, не одзема нешто посебно место, не тежи и слично. И не само што дава сигнали, туку може и да прима сигнали, бидејќи истиот уред во случај кога ќе се случи лавина, човекот кој што е во твојата близина го и двајцата го имаме. Го врти прекинувачот и те лоцира, тоа е единствениот начин. Инаку, знаеш, кога ќе почне да се случува лавина, тоа е нешто што нормална, да кажам, веројатно реакција ќе биде паника. И ако не си сосредочен на ситуацијата да го следиш твојот пријател каде, во кој правец го носи лавината, да кажеме, после тоа е веќе игла во сено, знаеш. И да зборуваме за 15, 20 или 30 минути е скоро невозможно. А тој уред тоа го овозможува. На тоа нормално треба да се надополни сонда која што кошта, не знам, 5-60 евра, со која што го остваруваш контактот со телото под снегот и нормално лопата, која што во денешно време е расклоплива, лесна, може да само да кажам, целата оваа опрема е мала, напредна, се става лесно во ранец, не одзима, а покажуваш одговорност кон себе и кон своите најблиски и е тоа нешто што те држи во тие 15 на 20 минути опипливо, нели. И сакаш да кажеш, да се навратиме на листата кога се спремаш, кога си правиш план, одам денес на планина, тоа и тоа го правам. Каков тренд забележуваш меѓу луѓето дека кога си ја градат листата, колку проценти или не знам како ја имаат оваа опрема, стварно ја носат со себе? Јас за тоа ти спомнав примерот со дерезите, можеби не бев многу јасен. Луѓето не земаат со себе дерези. У смисла тоа до толку е основно, ни тоа не го земале, а не па ова. Да збориме за ова. Јас само сакав да кажам дека мора да се разбудиме, да кажеме, кога гледаш дека е толку важно во однос на твоето. Затоа што види, не зборуваме ние сега на памет или во област за тоа. Лавините во Македонија се случуваат. Тие се во секоја сезона дел од случувањата на луѓе кои што навистина го сакаат снежниот спорт, само малку ги подзаметуваме по чергиче, не се зборува баш во јавно. И сега ние не збориме лаички за се случува. Не си раскажуваме теорија тука. Треба сите да бидеме свесни дека се случува. Заедницава расте. Значи и ти сами, и можеби зборувавме и натиот пат, бројот на луѓе кои што практикува планински спортови расте многу брзо. И сакам со време сите тие да разберат. Основно, луѓе, дерези цепени. Основно се случуваат лавини. Гарант некој знае како на некој таму му се случило дали лавина на шапка, дали на плат, дали на кожув, дали на кораб, некаде се случуваат секоја година. Јас гледам видео, дуќе ми покажуваат луѓе. И тоа е нешто што дополнително ме вознемирува. И сакам да кажам, кога гледам дека вознемирен сум, кога гледам дека луѓето не купуваат цепин, единствена алатка која што ќе им помогне да спречат пролизгување надолу по пандина, а не па да разговараме трекер што го сметат како луксус, а уствари е нешто што многу ќе помогне во тоа што може да се случи, а се случува. Тоа ми беше поентата. Јасно. Тоа ми беше поентата со опремата. Но ајде да се навратиме назад на ние 4 состојки што ги спомнав јас, нели? Терен, снег, временски услови, снег и човек. Крај човек. Човек, да. Во денешно време сите зборуваме и се согласуваме со тоа дека не баш секој сака да чита малце повеќе или да се едуцира малце повеќе. Луѓе денеска почнуваат да сонуваат да идат во планини, утре сакаат да идат зимско на Титоврв, за некој месец сакаат да идат на Монблан. Отприлика прогресијата е таква. И нормално е кога човек го има тоа како амбиција, веројатно е нормално, можеби, но го гледам како тренд да малку му затајува едукацијата, да го прати временски тоа. Да рипне некој чекори. Да. Што од интерес, за жал, такво чувствувам дека не секој сака да ги фати суштините, да ја фати суштината на работите. Што можеби од немање време, не знам, што не е добар изговор, ништо не е добар изговор. Или неинформираност. Да, но ништо не е доволно добар изговор, знаеш. Во секој случај, ајде да речеме во овие 4 состојки,
две од нив да се малку покомплицирани и да им создаваат одбивност на луѓето во однос на добра маса на луѓе. Тоа е снеготи, квалитетот на снеготи и временските услови така. Не секој во денешно време сака да проучува со лупа каква е снежниот кристал, да прави снежен профил, па да гледа дали се споиле слоевите, дали е компактен целиот снег. Не секој кога си ја планира својата акција во зимски услови, ја следи временската прогноза со денови претходно, за да знае колку снег имало, дали паднало снег, дали има нови слоеви, каква била температурата, дали имало доволно време тие слоеви да се спојат, дали дувало ветер, во кој правец дувал ветерот и така. Не секој тоа сака да го прави. И ајде да ги речеме да ги трнеме на страна и дека, не велам дека не се важни, далеку од тоа дека не се важни. Меѓутоа, две работи од тие состојки се исто така многу важни, а можат да помогнат во превенцијата на ситуациите, знаеш. Добре. Терен и човек како предизвикувач. Знаеш. Во однос на теренот, две клучни работи се како ситуација која што човек треба секојаш да се ги размислува. И да внимава се на следново. Стрмнина на терен и какви ќе бидат резултатите ако масава трне надоле. Каде ќе ме однесе? Знаеш. Стрмнината е 30 до 45%, односно некоја најфино пролизгување, да кажам, најголеми шанси, тие 37-39%, и тоа е она стрмнина во која што всушност најубавото скијање се случува, знаеш. Тоа е стрмнина која што секој може да ја, знаеш, кога се случува викањето кога се скија, знаеш, радост, експлозија на емоции, знаеш. И таа е најопасната, знаеш. Но е нешто што можеш да го превенираш. Значи, ајде да кажеме, не знаеш снег, не знаеш временски услови, меѓутоа знаеш стрмнина, знаеш. И ако чувствуваш, подсети се, чекај да видам јас што е ова, знаеш. Можеби немаш инклинометар да видиш која е стрмнината, меѓутоа имаш телефон. Во денешно време секој на телефонот има инклинометар, знаеш. Добро. И можеш да видиш дали е падинава 30, дали е 40, дали е 50 и да носиш одлука во однос на тоа. Знаеш, можеби си добил информација од друга страна дека ова е малку чудно, и па ќе ги избегнам овие падења, ќе се скијам. Добро еве, ќе увиди дека е 40. У исто време тоа е најубавото место за скијање. Крај на приказната. Што да не оди крај на таму? Приказната. Па тогаш влегуваш во светствен ризик, да кажеме. Но зборуваме за тоа како да го превенираш, бидејќи не зборуваме ние само за скијачи и за бордери или за возачи на санки и слично, зборуваме и за планинари. Па и планинари. Планинар не го интересира убавината на скијањето на 30 степени, него го поминува тој одреден терен. Го сече теренот. Го сече, да кажем. И сега тој може да донесе одлука дека окей, ова е 30 степени, а ќе отидам 50 метри малку во полево, таму е по-меко, фаќаш некој гребен и си по-безбеден, знаеш. На тој начин можеш да го резонираш тоа со стрмнината со теренот. Јасно. Но ако се ставиш во ситуација дека можеби мораш од некоја причина да го поминеш, нема алтернатива, тој терен, тогаш евентуално треба да калкулираш со последиците, да видиш каде ќе биде со најмала последица тоа. Дали ваму ќе ме однесе у дрва, така, дали ќе ме однесе у камења. Провалија. Покава е масава, така. Секогаш кога човек се движи со цепени со дерези, обично доаѓа до некој подмрзнат малку терен. И јас барем имам секогаш навика не само да се движам нагоре слепо, еве се движам сега со цепени со дерези, туку секогаш и погледнувам што ако лизнам, така, каде ќе отидам, дали ќе отидам у мекион снег онаму, така, пошто и тоа исто многу за кратко време голема брзина се добива, значи. Така и со ова. Ако веќе си свесен дека нели има лавинска безбедност, лавинска опасност, тогаш барем процени друго нешто. Што така, би можел да направиш. Да, повторно, лево, десно, знаеш. Меѓутоа, исто така, постојат и други некои ситуации кои што можеш да ги контролираш во однос на теренот. А тоа е да го гледаш уште кога ќе дојдеш во под планината или каде да тргнеш, дали е тоа ски центар или некаде во некој село кога почнеш кон планината, знаеш, барај траги. Ако не си гледал човечки, траги и ајде да кажеме човечки, меѓутоа траги во самата планина, сега ќе ти кажам на што мислам. Да кажеме, еве, не си гледал прогноза, не знаеш снегот, меѓутоа гледај траги. Значи имаш понекогаш очигледни траги дека е тој лавински опасен терен, дека е цело време буткан од лавини. Знаеш, можеш да видиш, можеби канал некој. Значи имаш, не знам, планина, шумски појас и сега тука нема шума веќе. Тоа значи дека цело време
тука нешто се случува. Или на пример некои други такви скршени дрва. Знаеш, на пример необјасниво искршени дрва. И тоа е објасниво ако видиш некој трупец огромен скршен преполовен на половина, а над тебе имаш одредена снежна падина, значи тоа е место што има, често има. Да, или траги на пример на дрвата, ако ги гледаш дека се излуштени во долните, да речеме, не знам, пар метри, карикирам. Тоа значи дека таму секоја зима се случува некое чистење и тогаш знаеш дека за некои од овие отиди во ги имам забележано. Да, тогаш отиди од друга страна. Или гледај ги трагите на пример на куќи, на покрив, на горе на гребен, знаеш, има траги и можеш да видиш ако е оддувано тоа не е испарено, знаеш, ветрот го однел во некој правец. И сега корнизата на гребенот или покривот на куќата може да ти покаже во кој правец дувал ветров. Значи може да ти каже дека можеби од ваму го собирал, го фрлал на таа страна, знаеш, така да треба да правиш калкулација. Чекам да се нешто те прашам, ако е некој заинтересиран да научи многу повеќе за ова, каде да оди и како? Ти како ги знаеш овие работи? Па јас сум, од 90-ти, средина 90-ти години, од искуство и се движиш во тие кругови. Сум имал кругови. среќа алпинистичката федерација и клубовите во својата наставна програма да имаат таква програма. Значи постои редовна програма. Да. Во каква форма се тие? Некои и семинарчиња? практична и теоретска, да. И практична и теоретска. Во самите клубови, во рамките на федерацијата, си се организираат како предавања, семинари, разговори, да, меѓутоа нормално и на терен. Значи правење снежен профил, разговарање. Таму е малку по овој разговор сега што го правиме не е нели врвното знаење што го споделува и тоа е тоа. Темата е многу сериозна. Темата е многу сериозна, меѓутоа сакаме да го искористиме како, знаеш, почетно заплашување, потсетување, знаеш. И споделување на некои основни работи кои што некого ќе го потсетат на оваа ситуација, знаеш, на опасноста бидејќи пак ќе кажам, се случуваат. Значи кај мене во продавница во Аудер, нели, доаѓаат луѓе кои што секоја година покажуваат фотографии и видеа. Чекај ми спомна тоа. Во македонски планини. Морам да те запрашам. Ти го кажа, ама да не искочи дека и ние го правиме истото, се затајува. Да. Што се затајува и ајде да направиме има притисок. Да не се затајува. Еве ние да откриеме. Не можам. Не мислам на тоа што. Ама што се затајува? Па се затајува тоа дека некој му се случила лавина, знаеш. Не се шири информацијата и можам да ги разберам бидејќи, знаеш, чувствуваат луѓето притисок. Прво се грижат и за своите најблиски, така. За ти да им кажеш на твоите, не секој ќе изреагира фино следен пат ти кога ќе планираш да отидеш у зимски услови, така. И сега они го кажуваат, тоа е види вака така, меѓутоа тоа останува и се шири тивко. Добра, алтернативата која е? Па алтернативата е вака. Да зборуваме, да потсетуваме, да се, знаеш, тоа е алтернативата. Се додека не израстеме во општество во кое што здружено малку повеќе ќе влеземе во оваа ситуација. Например, ќе си направиме мапа на лавински, на терен каде што се случиле лавини. Така, например, немам поим. Тоа не е направено? Па јас барем не знам, можеби е направено, ама еве не знам. Мислам дека е добра алатка да се има некаде на интернет, каде што некоја апликација ќе постои, каде што ќе има историја. Например, тоа ми беше една од другите работи за кои што ќе сакавме да зборувам за, знаеш, за човечкиот фактор, една од замките во кои што влегуваме е познат терен во наводници, така. Аха. Ајде, значи да го почнеме тоа со човечкиот фактор, нели се навратиме на предизвикувачот во ситуацијата. Заклучивме дека ние сме тие кои што го правиме тоа. И заклучивме дека и на искусни луѓе им се случува тоа. И се работата е зошто и има, значи точно се знае дека, мислам и ние самите сме свесни дека како луѓе сме далеку од совршени. Нашиот ум во денешниве брзи времиња е навикнат да размислува брзо, така, да донесува брзи одлуки на оваа тема и слично, меѓутоа тие брзи одлуки всушност кога станува збор за живото загрозувачка ситуација, може да ги наречеме брзоплети и може да донесеш ти многу одлуки претходно добри, а една одлука да биде кобна, знаеш. И сега какви се тие замки кои што се утврдени како причинители за
најчести причинители за човек да го игнорира разумот или своето знаење. И една од тие замки е познатиот терен. И поради тоа велам би било фино, немам поим, да се здружиме тие кои што сме можеби малку посвесни, да најдеме некој кој што го бива да направи нека апликација или сајт или што и да е, и да постојат точки каде што ќе увидиме дека и покрај тоа што ние сме поминале таму 1000 пати во летни услови, и покрај тоа што сме поминале 100 пати во зимски услови и ништо не се случило, еднаш на некого му се случило. Знаеш, и такви точки се многу важни да постојат како потсетник, знаеш. Значи замката на познат терен е, да. Тоа е. Замката познат терен е тоа. Значи, не се залажувај дека ако го знаеш теренот, кога нема ништо се случи. Да, бидејќи тогаш човек е комфорен, нели? Таму од своето детство, се е позитивно, фино и стварно можеби и немало историја на случување или пак немало историја на споделено случување дека се случило нешто, знаеш. Тоа е уште пострашно да се случило, а да не знаеме. Но ете, во одреден момент за жал ќе се случи некогаш. Јас имам видено на пример се скија се уште, нели, од Шапка кон Шипковица низ шумите, тоа е прекрасно скијање на убав длабок снег низ шума, меѓутоа додека доеш до него, на ден дибачила се прави како симнување, јас сум сигурен колку е таа 50 на метри или нешто слично. И таму сме поминале многу пати. Некогаш сме скијали еден до друг, без да обрнуваме внимание на правилото да скија првин еден, да го исчекаш, па онда те чекате па да скиеш ти, за да не бидете фатени заедно во, да не сте паралелно во ситуацијата, да речеме, да. И сме скијале заедно. Стварно, колку логично. И еднаш кога случајно од друг правец поминува во тој терен и точно таму каде што сме поминале многу пати имаше лавина која што беше падната малецка во наводници, не знам, 30 на 40 метри на можеби 50 на метри. Ја виде Дурсе? Не ја видов, ја го видов, имало. Да, го видов дека е пролизган теренот. И таа лавина можеби малецка, нели? Меѓутоа ако си сам може копна да биде. Бидејќи пак е тоа доволна маса на снег да те покрие да направи бели, знаеш. А пак е тоа таква замка, значи ние сме цело време фаќани во таа замка, знаеш. Познате теренов, сите сме тука, забава, ви се, знаеш. Меѓутоа ете не пазиш баш. Поинакава би била мојата реакција ако сум на непознат терен, секогаш. Бидејќи тогаш не слепо влегуваш, знаеш. Бидејќи некогаш ние тој терен го фаќавме, да речам, залетани од горе. А во непознат терен можеби ќе подзастанеш некаде, па ќе кажеш чекај, окей, сега да видам ваму, знаеш. А замката на познат терен те тера да си малку по релаксиран. Друга замка? Па да бркаш прв и последен ден, например. Тоа е една интересна замка. И за тоа баш споменав дека е многу важно што го разговараме ова на почеток на сезоната, бидејќи токму тоа може да биде исто. Да бркаш прв или последен, у кој смисла? Као сега падна снегот и ајде идам ја одма. Да, со исчекување. Значи немало. Зошто е тоа? Тоа е опасно за лавини? Не е опасно за лавини, опасно е за тоа да биде замаглен твојот разум, бидејќи си целиот, да кажам, еве го снегот, едва и чекаш да излезеш после сите овие месеци. Да, еуфорично влегуваш. Ќе забореш на основни ствари. Да, и влегуваш во тунел и не размислуваш за тоа, чекај малци, има дека сепак опасност. Него, еве го, конечно почнува новата сезона. Знаеш, има луѓе кои што цело време гледаат прогноза, 30 сантими на Шапка, нов снег 60 сантими на Шапка и едва и чекаат првиот ден да се случи, знаеш. И затоа на почетокот на сезоната е алтернатива. Не викаме да не одат. Да, не викаме да не одат. Туку викаме дека до прва почнува сезоната. Океј, со еуфоријата, не заборавај дека и да си на познат терен, работи може да се случат. Да. Исто така, истата ситуација се пресликува на крајот на сезоната. Да. Бидејќи ќе нема веќе, последно е ова. Да. И во текот на сезоната пак други се работите, знаеш, секогаш е онаа ситуација како се спуштив 10 пати, викенд, утре, понеделник, дај уште еднаш каде одиме, знаеш. И тогаш си пак влегуваш во тој тунел, те понесуваат емоции, такви сме ние како луѓе, знаеш. Не седнуваме сега, окей, чекај сега, значи јас сум многу загрен уште еднаш, не седнуваш. Не го, ајде идеме, знаеш.
Тоа што е овакво. И сум бил сведок на мој близок пријател кој што е целосно свесен за што значи лавински опасен терен, што значи слепо влегување во не баш видлива ситуација така натаму и значи сме се гледале очи во очи на познат терен, на шапка, во канал, во магла. И он на мене ми кажува, на пример, дека леле, конечно сум тука после не знам колку време бидејќи работа, па сега и семејството, ама тоа не е резонирањето да влезеш во магла, во канал во кој што знаеме дека нели? Он сакаше да се пушти тука. И се пушти, да. Во очигледно опасен. Па не во очигледно опасен. Напротив, во неразмислена ситуација. Па не дека вака кога ми редиш магла, ово ја не би отишол. Не, точно така, меѓутоа ете замката во која што тој влегол и плюс ние не знаевме во тој момент, значи ти можеш да влезеш во магла кога ситуацијава нели сепак е облак некој и скиеш во тој познат терен, меѓутоа знаеш дека е окей снежната покривка. Меѓутоа не е окей да влезеш во магла, а претходно ниту сме разговарале да видиме добар ли е снегов, не е добар снегов, што кажува историјата. Не, значи, пак таа еуфоријата. Да. И тоа е нешто што се повторува. А стварно, доволно е една минута. Да. Една минута, окей, супер. Да. Таа е само таа свесност малце да уклучиме. Точно и заради ова го правиме разговорот, да го види некој и да му текне за следниот викенд кога ќе прави разговор. Таа една минута што зборуваме да си ја поразговара во колата додека возат натаму. Да, не викаме да не идат луѓето. Не викаме да. Напротив. Не велиме да комуницираат. Исто така, на пример, често е ова што го зборувавме претходно со заслепеност од одредена цел. Тоа е замка во која што јас сум бил фатен. Пример? Знаеш, на пример, минатиот пат зборувавме како сега имам цел следната година да направам некое возење со точак, така. Па така во текот на летото, есента, кога сум бил малку повеќе инволвиран во планинарење или турно скијање, сум имал одредена цел да одам од ова место до тоа место, знаеш. И си фокусиран на тоа, знаеш, и го чекаш снегот. Нели, гледаш што не гледаш, меѓутоа сум влегол во магла, видливост нека 5 метри, се ставаш себе си во опасност и некој кој што ти верува. И можело биде многу кобно. Значи дошло до момент да е кобен, што можело биде многу кобен. И сум бил заслепен од таа, како да кажам, фокусираност кон целта. Мораме да стигнеме до врвот или мораме да ја поминеме овој проект нас ние леле убаво. Морало, а ништо не мора. И почнува да се, знаеш, мора окей, меѓутоа не мораш во магла. Така можеме следниот викенд, можеме следниот месец. Снегов само што. Ама и реално знаеш, не мора. Ама ништо не мора. Точно така. Сите овие работи за кои што зборуваме се крајно банални и додека јас и ти ги разговараме вака на маса, се е многу како е можно, знаеш. Ама таму се случуваат постојано низ историјата, не само кај нас. Тоа е нешто за што е така интересно да се разговара и треба да се потсетуваме како што сега ова го правиме. Мене ми си има случуван за среќа, а и тоа е клучно за што сакам да спомнам, што прилично набрзо после одредена авантура, ја не сум до толку, мислам, сум планинарел во зимски услови, прилично сериозни, не на само, сум бил во група со други и дури еднаш беше со цел за како семинарче на терен за снежен профил. И негде на Шара го правевме overnight, зимско преспивање и тоа ми беше кој многу јако, -20, шатори у снег, 2 дена настан, се качи Тито врв. Така што такви неколку авантурички имам направено и летни и зимски услови. Уште вечерта кога си доаѓам дома на 7 небо, задоволен од искуството, тоа не мора го, мислам, секој што го искусил знае кое е тоа убаво чувство, што те мотивира и да си инволвиран во овој живот. Ама мене секојаш у моментите, онака, окей, си легнувам сега, го процесирам, настанот, турата, бајкот, што и да била авантурата, и ми доаѓало, ја бев прилично среќен што ништо не се случи. Онака ми доаѓало свесност за фактот дека на чиста среќа
не се случило нешто, за ја да сум тука жив и среќен од мојата авантура. И некако бари таа мала свесност, секоја наредна тура е се поприсутна и ме терала да подразмислам, не заборавај дека многу од успесите у наводници што си ги припишуваш на демек успешно завршена тура е чиста среќа на природата што не се паднало некое камче негде да те закопа. Ја, ако од мое лимитирано искуство, бар тоа би посочил, онака, бар бидете свесни дека многу од успехот у наводници што може си ги припишувате на вашите јаки физички и ментални вештини, не забравајте дека многу од тоа е чиста среќа на природата што не ви се случило да ве затрупа нешто. Па да, дефинитивно има и такви. Дефинитивно е составен дел од се што правиме веројатно. Вајда алудирам на егото. Оно егото скроти си го малку. Да, па и тоа е една од замките. Па претпоставувам за тоа го спомнам. Има, значи, моменти да што се случува кај искусни луѓе да се обидуваат да си парираат на другите искусни во групата. И да има проблем да се комуницира, бидејќи постои страв да покажеш страв. Или можеби срам да покажеш страв. Да, леле, колку е тоа. И тоа им се случува фактор. И тоа им се случува баш на искусните, бидејќи тогаш тие веќе влегуваат во ситуации каде што не или да бидеш прифатен исто така. Да бидеш прифатен пак се сведува тоа на комуницирање на работите. Недостасува многу комуникација. Инаку една друга интересна и важна замка е исследување на така наречен експерт во групата. Да? Па да, затоа што елаборирај. Да се подсетиме дека нашиве спортови растат во голема мера многу брзо, така. Се доаѓа нова маса на луѓе и слично, така, кои што се новајли, читале, не дочитали и така натаму, но знаат дека овој човек тука има многу искуство во планините, што во суштина може да значи само дека бил има можеби многу километри во летни услови. Е добар планински тркач, е добар маунтенбајкер, е добар спелеолог. Бил можда само чат пат у зимски услови, не баш свесен што прави. Меѓутоа има историја, знаеш, има Facebook, фотографија, Instagram дека бил во планина и тој гарант знае што прави, знаеш. И почетниците со тие одредени луѓе кои што имаат сумнително или пак добро искуство, меѓутоа недоволно за зимски услови, слепо ги следат овие луѓе, кои што самите може да бидат фатени во некои од овие одредени замки. Сега ќе ти кажам, и повторно со комуникацијата е тоа поврзано. Пред некоја година учествував на една работилница, која се нарекува Меѓународна работилница за снежна наука. Таа се случува два пати во годината, некогаш во Европа, некогаш во Америка, и на нези присуствуваат секој што нешто значи во сегментот на лавинска безбедност. Од секаков аспект, од спортско-рекреативен до грижа за инфраструктура од аспект на лавинска безбедност. Научници, водичи, скијачи, спортисти и индустрија која што произведува опрема за лавинска безбедност. Сите тие на една маса, стотици луѓе, со стотици научни трудови на темата, два пати еднаш на 2 години се сретнуваат и ги споделуваат своите нови искуства и често се зборува токму за човечкиот фактор. Имаше, ми текнува еден водич, едукатор за лавинска безбедност, кој што го сподели примерот во врска со следење на експертот и со немање комуникација или страф или срам за комуникација. Имено тој вели, организираме некој семинар за лавинска безбедност, основи за некаде, во дом, во училница, нели? И следниот ден се излегува на терен, нормално, за да се покаже тоа што си го научил како теорија на пракса. И вика се движиме кон планината, нормално тој знае каде се движи и ги носи до терен каде што пред нив има лавински опасен терен. И вика застануваме овдека и јас ги распрашувам
што е ова пред нас, како е, што е, нели? И сите заедно заклучуваме дека ова пред нас е лавински опасен терен. И вика во тој момент и викам, окей, тоа е лавински опасен терен, ајде сега ќе седнеме овдека малку да се одмориме. Малце чајче, некој барче, нешто, си муабетот кратко, и вика, окей, ајде ќе продолжиме. Сега и вика, продолжувам да ги носам кон лавински опасниот терен. Значи, предходно, пред 5 минути, сите заклучивме заедно, дека тоа е лавински опасен терен. Меѓутоа, јас сум експертот во групава, јас сум нивниот водич, они, нели, сега учат, и јас, вика, ги носам кон лавински опасен терен. Ама онова као social експеримент се прави. Да. Нормално, не влегуваат. Меѓутоа, сака да каже, го фаќам правецот, им кажувам, ајде, следете ме, одиме, нели? И никој ништо не кажува. И тоа е многу опасно, бидејќи, нели, оди каде што оди, бидејќи паричката... Си ја докажал теоријата, уствари. Па да, и за тоа го сподели со сите нас, бидејќи сакаше, не дека ние тоа не го знаеме. Така, секогаш сме имали искуство, кога сме малку поискусни во некој спорт, некој да не следи, така, само ова е со опасност по живот, така. Меѓутоа, според мене, види, паричката може да биде со две страни, и двете се опасни. Прво, очигледно ова е опасно, така, дека новелиите во спортов, очигледно, од страф или срам, нема да му кажат на овој слепо до даска ќе му веруваат, што и да прави, тоа е, така. Тоа е многу страшно. Тоа што он е експерт. И тој мора да биде свесен за таа ситуација, така? Но има и друга една замка за самиот него, да влезе во филм дека е навистина експерт. До сега никогаш ништо не му се случило ниту на него. Така? И тоа може да биде, значи, голема одговорност има, бидејќи очигледно тој што и да прави, овие луѓе ќе го следат. Значи апелот е очигледен. Апелот е да има комуникација. Нема срам, нема страв. Ја намерно кажав до сега низ овие примери за менталните замки во кои што влегуваме, намерно кажав нешто и за мене самиот, како сум бил жртва на тие ментални замки. Да. Знаеш? Тоа сакам да го поврзам со нешто друго. Сега ќе излеземе од овдека, ќе го гледаат подкастов некои луѓе, кажат ово Игор многу паметно збореше, гарант. Го бива за лавинска безбедност. И што и да правиме, не знаем. Што и да правиме, сигурно знае се, кога ќе идеме на планина гарант, што и да прави, го следам јас. Идеме по Игор. Меѓутоа не треба да биде така, знаеш. Треба да искомуницираме, треба да си ги знаеме слабостите. Ако некогаш Игор ве носи во магла, треба му кажете да Игор ти текнува на тој подкаст што збореше како во магла ќе имало ситуација некоја, дај да видиме да се вратиме назад, знаеш. Комуникацијата треба да си ги знаеш партнерите и нивните слабости во секакви услови, нормално и во зимски услови, и треба да знаеш со кои луѓе си. Знаеш, кога ќе влезеш во одредена група, во оваа група луѓе каква приказна сакаат да живеат. Сакаат цело време само да имаат забавата, дали ќе се тие приемчиви на тоа што им го кажам. Дали ќе се расправам со нив да им кажам дечки да се ратиме назад, знаеш. Дали ќе го примат тоа? Треба да го знаеш тоа и треба да го разговараш. Мислам, добар дел од работите се поради слаба комуникација или поради немање комуникација, поради од страф од тоа да се каже нешто. И е многу важно тоа. Меѓутоа клучно е тоа што го спомена и ти. Пред се нека биде повик ова за да се разбудиме за важноста за едукација општа. Пак ќе кажам, мене ми е несфатливо некој да тргне во планина во зимски услови да нема цепени дерези. Тоа ми е во умот. Тоа ми е во умот ми е и е многу неодговорно. Прво, неодговорно кон самиот себе и второ неодговорно кон другите луѓе во групата. Мене ми е неверно што кажуваш дека уопште се случува. Не се случува, па тоа го има и во медиуми, скоро секоја зима ние имаме некој кој што се лизнал. Како тако боз да тргам? Се случува. Чудно, многу. Се случува и еве нека биде. Или може си мислат ај нашиве планини не се Алпи. Тоа на секој дневно ниво го имаме јас. Нешто како за нашите планини ми треба нека чевла, знаеш. Нашите планини во зимски услови се може замката со познат терен, знаеш. Да. Човек повише кај нас ќе се опреми, дури прекумерно ќе се опреми за планина со иста висина некаде у Доломити, карикирам, отколку за нешто што е му е тука во неговиот двор. Таа замка за познат терен, кога би отишол
не целосно подготвен од аспект на опрема. Мене прво нешто вака што ми доаѓа е кога веќе си се мотивирал да навлезеш во овој спорт и во ваков тип на авантури, дали јас така у таква култура сум пораснат, мене кога ми доаѓале такви желби, ја прво сум барал, оке, имаме ли клубови за тоа? Има ли каде јас може да се зачленам, да се информирам, да дознам, постојат фази кога почнуваш со одреден спорт, кога не ни знаеш каква све опрема постои. И бар мене лично, голем дел од мотивацијата за ваквите авантури ми било и тоа, знаеш, како сика, геджетски дел, многу ми се интересни тие моменти, каква се опрема има, па вакви дерези, па вакви кондори, па кондори било со месеци ресерч прајање, какви кондори, титаниумски, вакви, онакви. Ама едно е да си барам ја на Google, а друго е, чекај, кој има кај нас, кој клуб, која продавница, кој знае, кажете ми ова зашто, а ова кај ми треба. Знаеш, мене прв некој порив така што ми доаѓа е тоа, и сега може би ми е чудно кога те слушам, кога ми кажуваш дека многу луѓе не се ни замара да купи основна опрема, а не па да отиде да бара клубови, да се информира. Така што ја на тоа би повикал. Постојат луѓе, се што сте видели на телевизија постои кај нас, утврдено одамна. Не сме ние до толку у Македонија од Марс паднати. Далеко од тоа. Јас сум свесен дека многу клубови и сега да кажам, има место, имаме сериозно место кај што можеш да отидеш, зачлени се. Кои се тури, ја дури и тоа сум барал, имало листа распореди на тури оваа година, кој ги организира, кога, зашто. Да. Не иди сега сам на Солунска усред јануар. Има планинарски клубови, на тоа сум сведок, и алпинистички кои што нели си се опремуваат и свесно се опремуваат да имаат клубска опрема. Бидејќи факт е дека овој спорт е и скап. Не треба да изговор тоа да идеш со помало опрема, нели без, нели? Меѓутоа факт е дека постои свесноста во клубовите, инвестираат за да новајлиите нели си добијат опрема од старт. Меѓутоа, на пример, што би направил јас ако немам опрема, нели планинариш долго летно време, немаш зимска опрема за да одиш нагоре, што е срамотно да речеме да отидеш да се држиш во автомобилот или во автобусот и просто да уживаш тука локално во покрај селото или не знам, отишол некој на Титоврв, се јас немам цепени дерези, ќе си седам на шапка, ќе си уживам во прекрасниот поглед, знаеш. Ќе ги пречекам тука, ќе им направам, не знам, чајче, нешто да се освежат кога ќе дојдат и така натаму, знаеш. И со тек на време ќе си дојде тоа што ќе си дојде. Уз тие муабети, уз тие дружење ќе добиеш некој знаење, ќе ти кажат за ова, ќе ти кажат за она и така натаму, знаеш. Сметам дека тие груби скокови се, знаеш, погубни на долгорочен план. Како и со секој друг спорт, прогресија. Полека прогресија, чекор по чекор. Посебно во овие спортови кои што можеш да ги работиш цел живот. Планините се тука, цел живот можеш да ги работиш, цел живот. Со трпение, со понизност кон планината пред се, понизност. Треба да се оди и тоа е тоа. Мислам дека одличен момент за да ја заокружиме епизодата, понизност кон природата. Тоа, ако ти е тоа прво нешто на ум, се друго некако автоматски што зборевме, би ти дошла да подразмислиш. Затвори го, избриши го егото и има и понизност кон природата. Би се согласил, да. Тоа е тоа. Знаеш, можеме цела вечност да зборуваме на темава, но во суштина колку пократко, толку подобро. Да. Отприлика, нели, спенот, како викаат на внимание, тој нека биде само инспирација ова што го збориме. Пак ќе кажам, не е ова врната лекција, ние сега што збориме. Да, не е тоа више општо познато со. Нека биде инспирација да навлезат во работите, бидејќи во суштина како што може да се потсетиме на нас за што кажавме, све сите овие точки се толку едноставни. Знаеш, многу се едноставни. Да, знаеш. И другите работи од приказнава за безбедноста се едноставни. Само треба некој да има малку повеќе интерес и трпение да помине низ нив. И воопшто нема да ускрати ни од задоволството, ни од еуфоријата.
воопшто ќе дојдат многу поприродно. Инаку ако дојде неприродно и уживањето нема да биде ќе биде со поизразен страв. Игор, фала ти многу, пак ќе ти кажам за се што правиш и посебно за овој апел, многу разбирам. И се надевам ќе допре до што повеќе луѓе. Сезонава, кој што кажа, само што почна, паметна луѓе, и тоа е тоа. Ти благодарам за времето што го имаше да си го направиме разговоров и се надевам дека ќе дојде до што повеќе луѓе, како што кажав, како иницијален момент, да навлезат во малку повеќе информации. Онаа работилница која што споменав, базата на студии, на информација е јавна. Знаеш, можеш секој кој што го интересира да дојде до стотици и стотици илјадници текстови на тема се што е поврзано со лавина. Од работа со опрема за лавинска безбедност, од човечки фактор, од не знам. Онако веќе се интересира, ќе ги најде. Нашево е дефинитивно бар да ги заинтересираме. А од аспект на практика, од аспект на пракса, има клубови, Алпиничка федерација би ја споменал, каде што може да се добие опрема за обука за било што, а секако и за ова. Супер, фала уште еднаш, поздрав, па успешна и убава сезона, зимска. Фала ти на тебе, се гледаме во друга прилика, на друга тема. Ајде, че.